Минатиот пат го цитиравме Евреите 2:3 стихот, каде што се велеше: како ќе избегнеме на таа казна, која што е заслужена во секој поглед, освен ако занемариме толкаво големо спасение, вели овој стих. Можеме ли да занемариме толкаво големо спасение? Зошто вели писателот овде толкаво големо спасение? Зошто спасението е големо? А со тоа и голем дар. Еве, читавме дека е бесплатен дар. Затоа што го осмислил, го подготвил и го реализирал самиот Бог. И тоа на кој начин? Давајќи го својот единороден син, оно што му било најмило, да како жртва за нас. И такво нешто да занемариме, таков дар. Знаете, луѓето денеска живеат по она мото, една се живее. Удри бригу на веселе, што викаат. Пи, јади, забавувај се колку што можеш, оти тоа е животот. А што е тоа во споредба со вечниот живот? Ништо. Трошка. Баш така започнува видеото кој што го припремам, кое што верувам дека ексклузивно вие ќе го видите тука за прв пат. Може би следната сабота, но може би и саботата после таа, баш кога ќе имаме и гостите, нормално попладне, ќе го прошектираме видеото кое што носи наслов Царства во времето. Тоа е најновото видео во продукција на Amazing Facts или на Doug Batchelor и е неверојатно добро направено, значи одлична продукција. Имате впечаток како да е Холивуд замешан во тоа, но не е. И е прекрасно навистина, така да ќе ви најавам понатаму, ќе видиме, јас сепак не знам за која сабота ќе го подготвам. Токму таму, на почетокот, се зборува за времето. И колку е тоа, знаете, во таа бесконечност, во која што, Господ не е ограничен со време, ние сме тие како смртници ограничени во, вели, пред нас минато, кое што не знаеш колкаво е, кога почнало се, после нас сета една вечност, иднина, а сите ние живееме како на еден жилет, знаете, на врвот. Толку е таа сегашноста во која што ние живееме, толку е во споредба со сето она што е пред и после. И некој ќе ми каже дека, ете, тоа е животот. Тие 5, 60, 70, не знам, појаките 80 години и така натаму. А што па ако ги доживеете тие 70 и 80, што е тоа? Мака. Како да Давид живел во наше време кој го запишал тоа? Сосема точно. Па не било нешто многу поинако и во тоа време, но толку е векот. И Господ ни нуди вечен живот, спасение, да занемариме такво нешто. Изборувавме само за занемарување, значи зборувавме за тоа само да занемариме. А тоа, пазите, тоа е само првиот чекор кон тоа да го отфрлите Бога воопшто. Замисли си ако занемарите утре да имате служба, да прочитате некој стих, да се охрабрите, да имате, значи, комуникација со Господа, да ја занемарите и молитвата, за која што читавме во утринските стихови. И ако занемарите и следниот ден, ако занемарите и денот после тоа, и кон што води тоа? Ако не се храните денес, ако не се храните утре, ако не се храните задутре и така со ред, и во физичка смисла, што ќе биде? Па нема да живееме многу. Во духовна смисла, ако го занемариме проучувањето на Библијата, молитвата, основните работи, значи, еве и сведочењето, тогаш ние од ден на ден полека ќе
потонеме во неверие. А тоа е токму најголемиот проблем кој што го имале евреите. И минатата сабота, и сега ќе повлечеме една паралела со нивното искуство што го имале во пустината, така и ова сабота. Значи, неверието бил нивниот најголем проблем. Се почнува можеби од занемарувањето, но не завршува тука. И тоа посебно, тоа неверие се покажало пред кога се нашле на границите на хананската земја. Ние денес живееме на границите на ветрената земја. Ние сме во таа една ситуација. Но и денес можеме да кажеме дека во христијанскиот свет, иако можеби навидум изгледа дека луѓето некако стануваат порелигиозни, ама може да кажеме дека се порелигиозни, ама дали се поверни, тоа е веќе друго прашање. Самиот Исус вели во Лука, кога ќе дојде Синот човечки, дали ќе најде вера на земјата. Значи, самото тоа кажува дека светот во кој што живееме во последно време, кога Божиот народ се наоѓа пред самите граници на хананската земја, е повторно во едно големо неверие. Ајде да отвориме во Евреите 3 глава. Минатиот пат читавме на стихови од 2 глава, а сега во 3 глава, во 19 стих, значи последниот стих од таа глава, вели: и гледаме дека не можеа да влезат каде во хананската земја поради што? Поради неверие. Неверието бил главниот проблем. Има една мисла која што вели: никогаш не ставај прашалник таму каде што Господ ставил точка. И да, во Божито Слово негде ќе најдете прашалници, ама каде што може би Господ со цел поставува прашање или така некои други прилики, меѓутоа, кога Господ ветува, зашто е битно да се фатиме за тие негови ветувања, ги има безброј во Библијата. Кога Господ ветува, еве, хананската земја, ја ветил, што ветил? Ветил ли Исус дека ќе дојде повторно и ќе не земе со него и ќе не носи таму каде што е тој? Каде е тоа ветување? Прекрасни 3 стиха во Евангелието по Јован. Која глава беше? 14 глава, првите 3 стиха. Се тие кои што ги, парафразирав. Нема таму знак прашалник. Господ кога ќе каже нешто, кога става точка, нема потреба да ставаме знак прашалник ние. Да се прашуваме дали е така, дали не е така, да се сумневаме. Денес исто така е толку распространето неверието. Замислите си денес да му зборувате на некого за второто Христово доаѓање. Еве, знаеме ние со што се соочуваме. Се повеќе и повеќе, како доаѓа времето на последокот, се по-несериозно не сваќаат луѓето кога им зборуваме за вакви работи. Да читаме во 2 Петрово, оние познати стихови. Се е запишено во Библијата. 2 Петрово 3 глава. Какви ќе бидат последните денови? Знаете го пред се ова, 3 стих. Знаете го пред се ова, дека во последните дни ќе се јават подигрувачи, кои со своите подигрувања ќе одат по собствените страсти и ќе велат: каде е ветувањето за неговото доаѓање? Зашто откако умреа татковците, се стои така како од почетокот на создавањето. И откако Исус ветил, да не одиме на почетокот, ама откако Исус ветил дека ќе се врати по нас, колку време поменало? 2000 и кусур години. И денес ќе каже некој: па се стои така, се е така, се исто е. Каде е ветувањето за неговото доаѓање? Ќе се подсмеваат, ќе се подигруваат. Зарем не е тоа случај? Ајде зборувајте му на некого за Христовото доаѓање. Зборувајте му на некого за таа славна сцена кога најсреќен, мислам, најрадосен, најголема радост ќе имате, знаете ли каде? Не само во Скопје и во другите градови. Кога Исус ќе дојде. Каде? Што се случува кога Исус дојде?
На гробиштата, таму ќе биде најголемата радост, ќе воскреснат оние кои што заспале во Христа. Ај зборувајте им на луѓето за воскресение. Зборувајте им за тој величествен ден кога Исус ќе дојде за да си ги земе своите. Значи ќе ги скорне, ќе ги дигне од сон оние кои што заспале и ние живите заедно со него, нели, што вели Павле во Солуњаните таму 4 глава. И како го прифаќаат тоа луѓето? Може би само од некоја почит кон вас, ако се поблиски, па ќе направат некоја фаца или не знам, ќе кажат некој збор, ама во себе. И после дома, кој знае што зборуваат и како се подсмеваат. Тоа е денешниот век во кој што живееме. Но што вели Библијата понатаму од 9 стих, читаме во истата глава. Господ не го забавува тоа што го ветил како што некои мислат за бавење, туку го покажува своето трпение кон вас, зашто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние и со тоа и до спасение. Господ е толку милостив, сите ги чека да дојдат до покаяние. Дури и тие што се подсмеваат. И во Ноево време мнозина имале кои што се подсмевале и му велеле дека е луд на Ное, ама Господ дал 120 години милост, ги чекал и тие да дојдат до покаяние. Замисли си, Господ ве чека да се покаете, а вие ги исмевате неговите слуги. Пример. Какава е таа милост? Можете ли да имате милост кон некој кој што ве отфрла, ја отфрла вистината и дури ви се подсмева? Знаете, тоа е навредливо, тоа може да ве повреди, тоа може да ве разочара, тоа може да ве разгневи. Тоа се случува. Но вие треба да бидете милостиви, затоа што и Господ е милостив и чека на покаяние и на тој таквиот. А Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта, во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихии ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа. Бидејќи се ова ќе се распадне така, какви треба да бидете во светото владење во побожноста вие. Петар ни упатува порака и ни вели, односно Господ преку него. Па знаеме дека така ќе биде, знаеме дека Исус доаѓа, не се бави, туку чека на покаяние. И кога ќе дојде, овој живот, овде, ќе престане, се ќе изгори. Во што се надевате тогаш? Какво тогаш треба да биде нашето однесување? Вие кои што го очекувате и забрзувате доаѓањето на Божиот ден, кога запалените небеса ќе се распаднат и вжарените стихии ќе се стопат, уж повторува. А ние, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја во кои пребива правдата, затоа што Господ така кажал. Точка. Нема што да ставаме прашалник тука. Затоа, возлюбени, додека го очекувате ова, погрижете се тој да ве најде чисти и непорочни во мир, а долготрпеливоста на нашиот Господ сметајте ја како спасение. Тоа што Он чека, тоа што мислиме дека се бави, тоа е спасение всушност. Така треба да го сватиме. Чека на нас да се покаеме. Како што и нашиот возлюбен брат Павле ви напишал според дадената му мудрост. Како што и во сите своји писма зборува за ова, во нив има некои тешко разбирливи нешта кои неучените и неутврдените ги изопачуваат како и други писма за своја погибел. Да, во последно време, посебно, и тоа ќе биде и како присутно, изопачување на писмата, на Божите пораки, се со цел да ѓаволот место да ве оддалечи од Господа едноставно и од помислата да бидете истрани со вера, чекате на исполнување на Божите ветувања. И така вели вие, 17 стих, возлюбени, кога го знаете ова однапред, пазете се, заблудата на беззакониците да не ме повлече со себе и да не отпаднете од својата цврста положба. И како треба да бидеме внимателни во последното време, туку растете во благодата и во познавањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И реков, живееме во такво време, живееме пред границите на Ханан и да ја повлечеме сега паралелата со евреите во пустината, кои што често пати ги правиме овие паралели. Како? И дали ние можеме да се одржиме во верата пред самата граница, пред влезот во Ханан?
Да се вратиме во Евреите, 3 глава. Таму и читавме, го почитавме последниот стих. Дека не влегува заради неверие, тоа е заклучикот овде. И сега да видиме како тоа одело. Евреите 3 глава, 5 и 6 стих. Навистина и Мојсе беше верен во целиот негов дом како слуга, за да посведочи за она што имаше да се каже. Мојсе ги водеше евреите низ пустината, знаеме. Господ преку него, меѓутоа тој беше видливиот лик. Кој не води денес? Ние немаме денес видлив некој лик, некој водач. Христос. 6 стих, а Христос како син е над својот дом, а ние сме негов дом, ако ги запазиме смелоста и радоста на нашата надеж. Да ги задржиме смелоста и радоста на нашата надеж до самиот крај. Исус е сигурен водач. Сега да отвориме во Броеви, 4 Мојсиева, 13 глава. Познат настан. Пред границите на хананската земја се наоѓа израелскиот народ и што се случува? Господ му рече на Мојсија од 1 стих: испрати луѓе по еден човек од секое прадедовско племе, за да ја извидат хананската земја што им ја давам на израелевите синови. Испратете ги сите нивни главатари. Ова е многу битно исто. Значи, испратиле од 12 племења, колку 12 извидници. И тоа кои биле тие? Ги наведува потоа во стиховите. Следните стихови, не е ни битно кои се сите 12, двата се најбитни, Исус Навин и Халев, кои што донеле добар извештај, но кои биле тие? Тие биле старешините, тие биле главатарите, тие биле водачите на племињата. Ова е битно. Пред влезот во Ханан, Мојсе испраќа извидници, влегуваат во хананската земја и читаме потоа од 17 стих. Мојсе ги испрати да ја согледаат хананската земја, па им рече: одете горе во Негев и искачете се на гората. Разгледајте ја каква е земјата. Дали народот што живее во неа е силен или слаб? Дали е малоброен или многоброен? Каква е земјата во која што живее? Добра или лоша? Какви се градовите во кои престојува? Отворени или утврдени? Каква е почвата, плодна или посна? Има ли дрва по неа или нема? Бидете слободни и земете од плодовите на таа земја. И вели, туку што беше време на раното грозје. Кога е раното грозје кај нас? Август? Што се има во август? Еве во Македонија. Има прекрасни плодови. Некои поминале, меѓутоа некои ги има, е баш и тоа рано грозје. Не случајно Господ ги праќа баш во овој период од годината, за да добијат посилен впечаток на тоа во која земја влегуваат и која е таа земја што Господ им ја ветил. Не било некоја пустелија. Во пустелијата биле. И можеле уште сега да влезат во хананската земја, во таа ветена земја кај што имало изобилство на се. И се враќаат подосна, после 40 дена, ја согледале земјата и читаме 23 стих, кога стигнаа во долината Есхол, одсекува таму лоза со грозд и го понесоа двајца на стап. Сеќам на дрвена фигуричка што има на Данило и Перса во нивниот дом, баш како е прикажано. Значи, може да мислите, двајца носат на стап еден грозд. Колкав би бил? Замисли сега одите во Веро или не знам каде и влегувате таму во оној дел на кај што е овошите зеленчикот и имате грозје од хананската земја, ама ви го мерат по едно вакво, по едно зрно. Како јаболко може или не знам, може и поголемо. Пошто цел грозд, не знам како ќе го изнесете од таму, ќе ви треба камион или нешто. 20 го носеле на стап. И покрај тоа што? И калинки и смокви, сега не пишува кокај биле, ама веројатно и калинките и смоквите били поприлично големи.
Тоа е ветената земја. Изобилство на благослови во секој поглед. И се од 27 стих. И тие го известија. Еве го сега извештајот овде го имаме. Отидовме во земјата во која што не испрати. На вистина низ неа течат мед и млеко. Еве ги низините плодови. И добро би било, добро ќе беше да извештајот тука застанеше. Но, големо но, сега, дали народот е силен или слаб, нели оние работи кои што Мојсей им ги посочил да ги забележат. Но, силен е народот што живее во земјата, градовите си утврдени и многу се големи. А видовме таму и Енахови потомци. Амаликиците живеат во Негевскиот крај, хетејци, евусејци, аморејци живеат во планините. А хананците се наоѓаат покрај морето и вдолж на Јордан. Халев, и сега во целиот тој извештај, каде што 10 го кажуваат тоа, негативниот извештај, Халев некако успел да дојде до збор. Халев го замолчи народот околу Мојсија и проговори да тргнеме недвоумејки се да ја заземеме, зашто можеме да ја покориме. Но луѓето кои одеа со него одговорија: не можеме да одиме против оној народ зашто е поселен од нас. И почнаа да ја прикажуваат лошо пред израелците земјата што ја согледуваа. Земјата низ која поминавме, за да ја извидиме земја што ги голта своите жители. Сиот народ што го видовме во неа се луѓе со крупен раст. Видовме и дивови, джинови таму. Енаховото потомство од дивови ни се чинеше дека сме како скакулци наспроти нив. Кој го вели ова? 10 водачи, лидери на 10 од 10 племиња. Ние сега сме пред хананската земја и денес пак доаѓа од водачите обесхрабрување, лош извештај. Да, сите знаеме хананската земја, ветената земја каква е, но ние не можеме. И затоа ќе си грешиме до крајот, затоа вака, затоа онака. Од водачите. Мнозинството. 10 наспроти 20 овде имаме. И па нормално дека не можеме, тоа треба да не поттикне да клекнеме пред Господа и да бараме сила од Него. Не можеме, точно. Сето тоа што го кажале било така. Дали градовите били утврдени, дали биле джинови таму виделе. Да. Меѓутоа, сваќањето дека не можат е погрешно. Мислам и тоа е точно, но кога знаат, минатиот пат зборувавме, зарем не знаат од кај дошле? Зарем не знаат дека непосредно пред тоа изнеле, Господ ги изнел од Египет и тоа на каков чудесен начин? Низ Црвеното море. Го отворил Црвеното море пред нив. Зарем не знаат кој ги води? Зарем не знаат дека Господ е со нив и дека Господ може? Па точно е дека ние не можеме. Предходно спомнав. Кој може да го победи гревот сам? Кој може да ја победи себичноста, гордоста? Никој од нас. Ние не можеме, ама Господ може во нас и преку нас. Тоа е таа лекција која што ние тешко ја учиме. А тоа е оправдувањето со вера, односно тоа е спасението. Спасението е дар. Ние не можеме, ама Господ може. И некојаш Господ не доведува во вакви ситуации за да испита нашата вера или да го види нашето неверие, значи да види на што сме. И намерно не доведува во такви ситуации за да изгубиме надеж во себе. Сеќавате на оние стихови во Римјаните 4 глава, за Аврам се вели: и без надеж имаше надеж. Изгуби надеж во себе, без надеж, затоа што вели ја на 100 години, ја дете, нема шанси, кај мене се е умртвено. Ама кога изгуби комплетно надеж во себе и се фати за Божјото ветување, тоа е надежта во Божјото ветување. Тогаш можеше и тогаш го доби и синот. Така и со нас. И учениците во таа бура, 2 бури имаме, и во двете имаме големи искуства и поуки, што можеме да извлечеме. Во едната од тие се вели, Елен Вајд вели, кога ги iscrпија сите напори, кога направија се што можат,
значи лискаа вода и така натаму и сватија дека готови се. И тогаш повикаа по Исуса. Па Господ некојаш сака да не доведе до таа ситуација. Еве, израелците овде не ја научиле лекцијата. Сепак се вратиле, односно Господ после рекол за еден ден година. Па 40 години. Ќе вртите кругови во пустината. А колку години ние вртиме? 3 пати по толку. Може би ще малку ќе станат и 4 по толку. Сметајќи тамо од 1888, ќе ја земеме како годината кога Господ ја праќа таа порака за оправдување со вера. А може и порано да се вратиме, затоа што Елен Вајд, добро, да, тука некаде вели дека ги спомнува оние 2 години, за 2 години можеше Исус да дојде и така натаму. Да, Господ уште одамна можеше да дојде, ама трпи, се уште чека, се уште е милостив, за да се спасиме, за да се покаеме, за да научиме лекција на вера, која што толку ни е битна. Но проблемот не е само ова, проблемот бил многу поголем кај евреите. Да отвориме сега повторно во 3 глава, се вратиме. Евреите 3. 12 стих. Гледајте, браќа, да не би во некого од вас да има лукаво срце што не верува, та да замени од живиот Бог. Лукаво срце што не верува. Што вели тамо Еремија, дека срцето е болно и лукаво, да, на секој од нас. Сите ние сме во таква една состојба. Ама Господ е тој кој што работи на нас, ако му дозволиме да го смени тоа наше камено срце, срце без вера, и од лукаво да направи нешто друго. Зарем не е лукаво срцето на таков лидер, еве, ќе ги спомнам лидерите повторно во тој контекст, кој што затоа што гледа дека не може, сваќа дека не може, или сака да си живее така како што си живее, ќе се фати за некои стихови, а Господ дава, вели Елен Вајд, Господ дава можности и за вера во неговото слово, а дава можности и за сомнеш. Кој сака да се сомнева, ќе најде и за тоа нешто. Ќе најде некој дел, ќе извади некој стих од контекст и така натаму и ќе рече, а, што е ова сега? И си креираат таквите лукави срца, своји доктрини, своји начини на толкување на Светото Писмо и заведуваат и други. А за тоа бевме предупредени во последното време, во кое што живееме, да пазиме, да внимаваме. Секој оно што ќе каже дека не можеме, има право. Дека не можеме, ама сами не можеме. Ама во кој е тој Бог во кој што веруваме, ако застанеме на тоа, не можеме и точка, и сега ќе си грешиме или така натаму. И други области, еве сега тоа е така може по-ударно и по-лесно за разбирање во контекстот. Да, точно е, ние не можеме, ама со Господа можеме. Ама оној кој што можеби не сака да оди по Божиот пат, можеби не му се допаѓа начинот на спасение. И интересно е тоа како на грешната човечка природа не му се допаѓа начинот, односно планот на спасение. А планот на спасение вели спасението е Божи дар. И на некого не му се допаѓа тоа. Не мора он нешто да придонесе за спасението. Не може да биде тоа дар само. Ви носи некој дар и вие го отфрлате. За жал, тоа е таква слика, тажна слика како и кај евреите, еве читаме сега во Евреите 3 глава 16 до 19. Лукаво срце што не верува. Читавме од 12 стих и вели од 16 стих, имено кои се тие кои откако чуја го огорчија? Прашалник. Зар не се сите кои излегува од Египет преку Мојсија? Па навистина може да се каже сите. Кои беа единствените во случајов на границата на Ханан, кои беа на таа страна, на Божјата страна, дека може да влезат и да ја освојат, односно да ја добијат хананската земја, таа била ветена, немало потреба да освојуваат, не знам што да прават. Од
извиниците само Исус, Навин и Халев. И тука можеме да ги додадеме Мојси и Јарон, иако имало тука од нивните семејства некои. Сите други, цела една генерација умрела тие 40 години тука, во пустината. Зарем не се сите оние кои што излегува од Египет преку Мојсија? Сите тие кои што поминаа, беа крстени нели во Црвеното море, како што читавме во прво послание до Коринќаните минатиот пат. И пие од истата вода, јаде од таа иста мана, која што патем речено им се згади, значи, затоа што ги посакаа лонците египетски, месото и останатите таму зачини и се друго. Полесно, повика. И во овој случај, нормално, после 14 глава, нели читавме од неодамна, дека викаат, дај да си најдеме ние наш водаш кој што ќе не врати назад во Египет. Назад во робството. Тажна слика. 17 стих. А на кој беше гневен 40 години? Зар не на оние кои сгрешија и чии трупови паднаа во пустината? А на кој им се законот дека нема да влезат во неговата починка, ако не за оние кои што беа непокорни? И завршува со 19 стих и гледаме дека не може да влезат поради неверие. Интересно, непокорност и неверие тука се заедно. Или непослушност и неверие. Како што верата е послушност, така непослушноста е неверие. Одат заедно. Тажна слика, изумрела цела една генерација. Но, што мислите, дали со изумирање на таа цела една генерација во пустината изумрело и неверието? Еве, спомнавме во кое време живееме, но ајде да се подсетиме на Исусово време, Јован 5 глава. Јован 5. Четириесет и 47 стих од Јован 5 глава, последните два стиха се тоа. Зошто ако му верувавте на Мојсија, ќе ме верувавте и мене, вели Исус. Зошто тој пишуваше за мене. Но ако не им верувате неговите писма, како ќе им верувате на моите зборови? Че во Христово време Христос повторно се соочил со тоа исто неверие. Нова генерација, сосема нова, повеќе генерации поминале до тогаш. И повторно неверие. На Мојсија штом не му верувавте, тогаш како може да мене да ми верувате? Тоа е исто како еве сега денес да ви дојде некој, не знам и да се представува за Божи пророк, било што, прв пат го гледате, и ако ви избори според пишаното, и вие го отфрлите, тоа ќе испаѓа дека вие не верувате на пишаното. Така и со, нели, вика, испитувајте се и држите се за доброто, вели во Солуњаните. Ако ви излезе некој проповедник овде на оваа катедра ви избори како што е пишано, ако вие не го прифатите тоа, како да сте отфрлиле писмото. Тоа им вели Исус, вие го отфрлите Мојсе, го отфрлите Стариот Завет, не верувате таму што пишува, па на мене ќе ми верувате. Или обратно, ако ви изборува тој некој нешто спротивно на писмото, и вие го прифаќате, тоаш исто не сте добри студенти на Библијата. Так ви треба да го отфрлите, неговото слово, како невистинито. И ајде сега пак да се вратиме во Евреите, сега во 4 глава привршуваме, уште неколку стиха имаме. Евреите 4, 2 стих. Значи, заклучокот беше дека не влегува заради неверие, беа непокорни, беа со лукаво срце. Втори стих вели, зашто и ние ја чувме радосната вест, како и тие. И ние денес ја чувме радосната вест, како и тие. Им беше проповедано на нив Евангелието. Сеќавате од гостите од Романија, баш го беше ова потенцирано, дали тоа беше Павло или Андреј. Не знам, мислам дека беше Андреј, како и да е. Зашто и ние ја чувме радосната вест, како и тие. Но немаа полза од словото што го чуја, зашто не беше придружено со вера кај оние кои го беа чуле. Интересно. Значи не бил проблем Мојсей, читавме претходно дека бил верен. Направо една грешка на крајот, ама знаеме каде е денес Мојсей. Но не било до Мојсија, не било до веста, не било до него како водаш на целиот народ,
Туку до што? До тоа што тие не верувале на неговото слово, односно на Божјото слово. И денес се проповеда. Ќе кажам, тука кај нас, барем сведоци сте сигурно вие сите, дека имаме добра храна. Фалам на Господа за тоа. Не знам како е по другите цркви. На Запад знам како е. Уште во минатиот век се уверив како е. Барем таму некој Запад, односно север, може да кажам, Шведска, кај што бев. Вие сте биле некои кои што повеќе имате прилика да прошетате, гледате како е по црквите и што се проповеда таму. Но не е само до проповедањето. Да, треба да се проповеда, ама не е само до проповедањето. Проблемот ли е тоа тука? Што вели? И оние слушнаа веста како и ние, ама не беше придружено тоа со вера. Верата доаѓа од слушањето на Божјото Слово. Ама вие, ако само слушате, од овде и одаму излезе, тоа е џабе. Значи, во параболата за сејачот, да се подсетиме малку на параболата со сејачот. Дали беше проблемот до семето? Кој е сејачот таму? Бог. Го сеја своето семе, своето слово. Чи словото паѓа, ама што е проблемот? Проблемот е почвата, не е семето. Паѓа на пат, кај ќе никне таму тоа? Тоа треба да се раскопа, нели? Убаво да се обработи за да никне семе. Паѓа после таму во трње го загушуваат, во каменета почва. До почвата е проблемот, а не до семето. Семето, ако почвата е подготвена, ако срцето е подготвено, ако е приемчиво, ќе го донесе својот плод. Нема да падне напразно. Погледнете каков е ефектот на словото врз оние кои што веруваат. Прво послание до Солуњаните, 2 глава, 13 стих. И тука ќе завршиме. Прво послание до Солуњаните, 2 глава, 13 стих. Кај ми се изгубија мене Солуњаните? Еви. Тука се не бегаат. 2.13. И затоа и ние му благодариме на Бога постојано, зашто примајќи го Божјото Слово, што сте го чуле од нас, го примивте не како човечко Слово, туку како Божјо Слово, какво е на вистина, кое и действува во вас кои верувате. Тука е проблемот кај луѓето и денес, во овие наши денешни генерации. Зошто неверието е толку расширено и денес? Затоа што мислат, ако Борче се качил тука, или Јани, или Зоран, или било кој, он зборува само од себе. Па јас не знам, вечера, кој знае колку стихови изцитирав. Значи, тоа не е мое слово, тоа е Божје слово. И ако е Божје слово, ако верувате дека е Божје слово, прифатете го како такво. И тоа ќе делува во вас. И ќе го поништи тоа неверие, односно сомнежите полека ќе заминат и ќе се роди вера. Верата доаѓа од Словото. Да не читам таму во Второ Солуњаните, се сеќавате на оние стихови дека оние кои што не ја засакаа вистината, што Господ им даде заблудна дејност, да веруваат, вика, во заблудата, во лагата. Затоа што не ја засакаа вистината. Тоа е исто клучен момент. Ако не ја сакате вистината, можете да имате вие интелектуално познавање на вистината. И тоа е супер. Знаењето е добро. Ама ако вистината не ви има вас, односно ако само е тука, ако не е и во таа пониска природа, значи и чувства и се, знаете, со чувствата се тие кои што се составен дел на љубовта. И ако не ја любите вистината, значи од сето срце, тоа е џабе. Тоа ќе поверувате на лага. А лаги ги има колку сакате денес. Нека Господ ни помогне, нека не чува во ова време во кое што живееме, но мораме да сватиме, се почнува од занемарувањето. А потоа оди понатамо, чекор по чекор. Занемарување, неверие, ќе ги видиме понатамо и следните чекори. Нека му е слава на Бога и нека не чува и пази, а и ние да се пазиме и чуваме и да одржуваме тесна заедница со Него, само така ќе успееме. Амин.
Боже и Господе наш, чувај не и штити не, Господи, од било какво неверие, трунка на неверие, од лукавштината на срцето наше. Туку помогни ни, Господи, да целосно Ти се предадеме, да онака баш како на операција, кога сме без свест, но не безсвесно да Ти се предадеме, туку немокни, сваќајќи дека не можеме ние самите, да целосно Ти се предадеме за да можеш Ти да ја извршиш таа операција, да го промениш нашето камено срце и да ставиш меснато срце на кое што ќе го испишеш Твојот закон. И со тоа ќе Ти бидеме послушни и верни секогаш. Многу има што да научиме од нашите предци, односно од овие примери кои што ги имаме од Божиот народ, од порано, од израелскиот народ и нивните згоди и незгоди низ пустината. И еве видовме и оваа вечер дека не влегоа во Ханан цела една генерација и многу генерации после тоа и денес воопшто и не го прифаќаат Месијата заради неверие. Господи, чувај не од такво нешто. Сето тоа започнува таму некаде подалеку од занемарување. Не дозволувај да занемаруваме, да ја проучуваме Твојата реч, да се молиме, да имаме тесна заедница со Тебе, да ни го окупира умот што и да е во овој свет во кој што толку многу работи ѓаволот има за да ни го одвлече вниманието. Затоа што нема поважно нешто од спасението. Не смееме да го занемариме, затоа што така ќе бидеме изгубени. Ти тоа не го сакаш и затоа, Господи, Ти се предаваме во Твој раци ова вечер и да не водиш најдобро како што Ти знаеш. За се Ти благодариме во Христово име. Амин.